Од утре, тимови на Министерството за локална самоуправа и финансии ќе ги договараат условите за поголема фискална децентрализација на општините. Освен за повеќе пари и самостојност, ќе се решава и проблемот со големата задолженост на општините, што досега беше клучно во непотребното задолжување кај многу општини. Не треба да зависиме од желбата и од карактерот на градоначалникот, туку мораме системски да ги ограничиме да не може да влегуваат во нови задолжувања. Меѓутоа, она што е многу важно е двата сегменти според мене, тоа е да се ограничат несуштинските трошења, значи трошења за нови возила, луксузни, наместо за противпожарни, не знам како, да се ограничи бројот на вработување во јавната администрација, во јавните предпријатија, за да приходите на општината и на јавните предпријатија, наместо додат за плати на вработени, додат кон инвестиции во самиот град. Категоричноста на општините дека имаат право на повеќе пари ја посочуваат од местото од каде тие треба да дојдат. Општините најмногу ги интересира данокот на додадена вредност и од персоналниот данок, меѓутоа ние на пример размислувавме ако му се доделеше земјоделското земјиште, приходот од кирии да се слева кај нив. Од данокот на пример за концесии за ноќни клубови, за разноразни, сметавме да се воведат и локални полицајци кои што казните ќе одат во локалниот буџет, што значи дека од повеќе страни помалце ќе се полни дополнително буџетот, како што ви кажав од казината, дека Евгелија вика немаме ние рудници да земаме приходи како македонска каменица долнени, но имаме казина. Иако исходот од фискално-транзицијските преговори е важен, многу е важен момент за општините е и дали државата повторно ќе им помогне во враќањето на сегашните долгови. Јас сум поборник да се стимулираат инвестициите во општините наместо да се даваат кеш пари за враќање на долгови, но оние кои што не били успешни. Ние сега, ако помини програмата наша, ќе биде 2-годишна, ќе инвестираме во општините 15 милиони евра, само Министерството за локална самоуправа оваа година, што значи дека и Министерството за транспорт и врски и другите министерства, значи ние инвестираме во општините и тоа треба да биде начинот, значи да се наградат со инвестиции, со финансиски средства оние кои што навистина вложуваат и кофинансираат, за разлика од оние кои што се како стечајци се однесуваат и кои што постојано бараат милости на државата.